Тутунарите од цела Пелагонија и денеска го блокираа патниот правец Прилеп Скопје на преминот плетвар во трајање од 6 часа. Освен во Прилеп денеска се протестирало и во Велес и Конче, а во Струмица и Радовиш полицијата не им дозволувала на тутунарите да ги блокираат патиштата. Затоа утре таму ќе оделе членови од иницијативниот одбор за да се реши и овој проблем. Инеку за утре, во општина Прилеп е закажана нова средба помеѓу министерот за земјоделство, тутунарите и откупувачите. Тутунарите рекоа дека што и да се случи, ќе бараат писмени гаранции за да не бидат повторно излажани. Писмени гаранции за тоа што се договоривме во Скопје. Значи 5% одбиток максимален. Да се откупи секој килограм тутун во државата и тие што го викаат како вишок по реална цена. Значи според квалитет на тутун. Флексибилна линија на откуп како прошлата и предпрошлата година. Максимална цена ако тоа се постигне ќе дојди нормално до 190-200 денари, без никаков проблем. Тутунарите побараа да се обратат и пред пратениците во собранието на Македонија, затоа што велат дека револтот бил веќе толку голем, што малку недостасувало целата ситуација да излезе од контрола. Немало во никој случај својата мака да ја дадат 2 класи подолу од реалната вредност. Да бидеме во парламентот, значи да не сослушат сите пратеници, премиерот, влада, значи да не остане хаос голем, значи пред да стане хаосот, значи да се не сослушат. Макиве наши, што подхитно да не повикат. Тоа што е квалитетно и убаво, тие го земаат у четворки, у тројки, а знаеме поминативе години како беше, дека беше се прва, втора, разбираш. Ние сега не бараме нешто што е втора да оди у прва, ама не даваме и нешто што е втора да оди у четврта класа. Тоа е тоа. Доколку утре на средбата со откупувачите се постигнал некој договор, протестите ќе прекинале, но доколку не, истите ќе се интензивирале и ќе се зголемеле часовите на блокада на патиштата низ цела Македонија.